Ниските дневни и ноќни температури во изминатите 2 недели директно влијаеле врз зголемената потрошувачка на геотермална вода од системот Геотерма. Потребата од топлинска енергија ги натерала корисниците кои се приклучени на цевководот да побараат поголема испорака на количините за да се избегнат последиците од студот. Од комуналното претпријатие Водовод велат дека со години не била регистрирана толкова потрошувачка, но тие се подготвени да одговорат на зголемената побарувачка. Најголеми потреби за топла вода во овој период имало кај оранжериското производство. Во овој период оранжериското производство има раседување на овие културите кои ги произведуваат, раноградинарските и таму. После не знам колку години имаме норма дневна потрошувачка од 15.000 метри кубни на топла вода. Нашиот систем го издржува тоа, имаме доволно капацитет, имаме исправнени состојбата и можете и со самите корисници на тоа сервисирани со 100%. Во моментот, цената на геотермалната вода од системот Геотерма изнесува 31,6 денари за метар кубен. Пред околу една година таа беше за 17% повисока, односно изнесуваше 38,1 денари, но по барање на управниот одбор на комуналното претпријатие Водовод, на крајот на декември 2015 дојде до намалување, за што согласност беше дадена и од страна на Советот на општината. Во образложението за намалувањето, тогаш беше речено дека тоа е направено поради промената на цените на одредени калкулативни елементи, што влегувале во структурата на крајната цена на геотермалната вода, а калкулацијата била во согласност со тарифникот што во 2012 година беше објавен во Службен весник на Македонија. Сепак, корисниците и понатаму сметаат дека и сегашната цена за геотермалната вода е превисока, поради што дел од нив се откажаа од користењето на системот Геотерма и инвестираа во сопствени системи за загревање на оранжериското производство.